Веќе беше јасно дека власта оствари голема победа по првиот круг локални избори, кога на партиската говорница во седиштето на ВМРО-ДПМН се појави лидерот и премиер Христијан Мицкоски. Тезата дека имало нерегуларности не е издржана и плитка. Ги имавме најдемократските избори досега. А се друго е само алиби и површен обид да се оправда слабиот резултат на опозицијата. Малиот број предмети пред Државната изборна комисија, обвинителството, полицијата потврдуваат дека немаше поголеми инциденти за време на кампањата и гласањето. Но ако се гребне малку под површината, значи вие би рекле дека за време на кампањата и локалните избори немаше воопшто употреба на државни средства. Unë e thash që ka patur, ndoshta raste, siç janë dokumentuar disa raste nga vëzhguesit. Што заклучија наблюдувачите кои следеа дали пред и во кампањата се злоупотребуваат така наречените административни ресурси. Во последните денови пред почетокот на кампањата за локалните избори објавивме сторија за специјално обучените наблюдувачи, 70 на број, кои ќе ја следат кампањата во 26 општини. Откако гласањето заврши, нивните забелешки беа преточени во прелиминарен извештај. На општо ниво, тие што се на власт користеле државни ресурси кои не им биле достапни на другите кандидати. We were looking at how different public resources and benefits of the position, benefits of incumbency, or how the public funds were used or misused in the campaign. And it is important to understand that based on our preliminary observations, what we see is that yes, public resources were used in the campaign. Татјана Хилшер-Богусевич е меѓународна експертка за демократија и избори. Според неа, нотираните неправилности се должат дел на сива зона, дел на злоупотреби. Different types of resources were used. This was the use of public premises. This were the promotions of either ongoing or past public projects, infrastructural development. There was involvement of political officials in the campaign. The challenge here is that some of these activities are not directly regulated by the law. They fall into the gray zones. На какви злоупотреби се мисли, може детално да се прочита во извештајот. Кога е во прашање злоупотребата на јавни простори, посочени се сите поголеми партии и коалиции. На 1 октомври, СДСМ ја употреби главната сала на Домот на културата Македонски Брод. На 6 и 8 октомври, кандидатот за градоначалник на НАИ, Блерим Рамадани, одржа средби во основни училишта. На 9 октомври, Домот на армијата во Тетово беше искористен за промоција на кандидатите на ЗНАМ за Општинскиот совет. На 18 октомври, кандидатот на Влен одржа настан со наставници во основно училиште во Долнени. Во Скопје, кризата со собирањето на отпадот доведе до мобилизација на општински возила и меѓуопштинска соработка за да се спроведат операции за чистење, јавно врамувајќи ги како достигнување на кампањите. Во сите други категории, како злоупотреба на јавно финансирани проекти, вклученост на функционери и јавни институции во промотивни активности и вклученост на извршната власт, доминираат наоди за партиите од централната власт. На 8 октомври, владата организираше бизнис форум во Струмица. Иако формално имаше за цел да промовира инвестициски можности и поддршка на локалниот економски развој, индиректно го олесни и промовирањето на кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Петар Јанков, кој одржа говор заедно со премиерот Христијан Мицкоски и други министри. На 15 и 17 октомври, на два настани за инаугурација организирани од државата во селото Радуша, отворањето на спортското игралиште Берлин Арена од страна на Министерството за спорт и отворањето на локалната здравствена клиника од страна на Министерството за здравство, се одржаа говори од кандидатот за градоначалник на Сарај од Влен, Мухамет Елмази, кој ги поврза овие иницијативи со неговата предизборна платформа. Тука може да додадеме и неколку наши. Пред кампањата, снимајќи се наблюдувачот Рамадан Муртезани, регистриравме партиско промотивни активности во работно време на градоначалникот Билал Касами. По објавувањето на сторијата, наблюдувачот Муртезани потешко доаѓал до информации каде се одржуваат партиските активности.
Вечерта на 19 октомври, набрзо по крајот на гласањето, фативме државни возила во близина на Мавровка, каде партиски простории има коалицијата Влен. Во градовите полесно се забележува злоупотребата, а во селата потешко, вели Даниела Цветановска, председателка на организацијата ЛАК Агролидер. Таа ги следеше изборите во Струмица и Долнени. Во основа, урбаните општини се многу поинформирани, политичките партии и дел од службениците или вработените во општината, во државните институции се многу поинформирани, многу попредпазливи во однос на злоупотребата на административни ресурси на локално ниво. Во споредба со тоа, руралната општина, најпрви морам да кажам дека службениците не се свесни и не знаат за злоупотреба на административни ресурси на локално ниво. Населението не знае и сето тоа се сваќа дека е вообичаено и дека е во ред тоа да се случува, односно не го сметаат за злоупотреба. Генерално, меѓу повидливите административни ресурси што биле злоупотребени се набројани училишта и градинки, културни центри, општински згради, музеи, спортски сали, стадиони и други јавни простори. Па со забелешките во рака се обративме кај владата, поточно кај надлежниот, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Неговиот одговор е дека генерално биле испочитувани 3 клучни документи за изборите: Изборниот законник, Законот за спречување на корупција и Етичкиот кодекс на владата. Rastet në fjalë besoj se duhet të paraqiten në institucionet që janë të thirrura për të vlerësuar ligjshmërinë e tyre, siç është Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe nga aty të dilet me konkluzione. Unë si zavendës kryeministër përgjegjës për qeverisjen e mirë kam për përgjegjësi kodin etik të qeverisë dhe deri në këto momente nuk janë lajmëruar tek unë raste të tilla nga vëzhguesit. Значи, вие би рекле дека за време на кампањата и локалните избори немаше воопшто употреба на државни средства? Jo, nuk e thash atë. Unë e thash që ka patur ndoshta raste, siç janë dokumentuar disa raste nga vëzhguesit, të cilët i përmendët ju në fillim. Unë thash që si zavendës kryeministër i parë përgjegjës për kodin etik të qeverisë nuk kam pranuar ankesa të tilla. Thash që ka institucione të cilat janë të thirrura për të shikuar këto rregulla dhe zbatimin, shkeljet eventuale të rregullave, ndërto është natyrisht, siç e thash, Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit dhe ata e kanë edhe mandatin, edhe detyrën që të pozicionohen dhe të marrin masat adekuate në lidhje me shkeljet eventuale. Сумирано, вице-премиерот има став дека владините функционери максимално се труделе да не настапуваат во нивното работно време и да се однесуваат етички. Што се однесува до користењето на јавните простори, тој препознава потреба прашањето законски да се доуреди. Natyrisht ka çështje që duhet të rregullohen edhe më mirë në të ardhmen, siç e dini, duhet ende të rishikojmë kodin zgjedhor në mënyrë që të definojmë më mirë se cilat çka është prona shtetërore, çka është hapësira publike dhe se si duhen të rregullohen këto gjëra edhe më mirë në mënyrë që mos ketë hapësirë për interpretime, por të kemi rregulla shumë të qarta dhe mundësi veprimi edhe më të qarta për raste të tilla. 360 степени се обрати директно и до двете политички партии чии имиња доминираат низ извештајот, дека користеле административни ресурси во изборите. Во ВМРО ДПМН и во Влен посочивме дел од забелешките од прелиминарниот извештај и прашавме дали активностите на владините функционери придонесоа за изборот на кандидатите од ВМРО ДПМН и Влен, како и тоа дали би иницирале измени во изборниот законник кои прецизно ќе регулираат што е дозволиво да се користи во вид на јавен простор или пак работното време кога може да се води кампања. Од ВМРО ДПМН не добивме одговор, а од Влен велат: секоја посета на јавни институции, училишта, предпријатија или општински објекти била во функција на комуникација со граѓаните и заснована на потребите на локалната заедница без нарушување на редовната работа на институциите. Споменувањето на официјалните функции во јавните настапи е вообичаена протоколарна пракса и не е насочена кон создавање изборна предност. Инфраструктурните проекти што беа промовирани се дел од однапред планирани активности и не се директно поврзани со изборната кампања. Конечниот детален извештај се очекува во февруари следната година.
Во него ќе има препораки и за политичарите, но конкретно и за извршната власт. Како во иднина да се спречи злоупотребата на административните ресурси за време на кампања.